Ви посакувам добар ден и добре дојдовте во најновата, но и последна емисија на Откриени тајни за оваа сезона. И денес секако ќе разговараме со нашиот соговорник, доктор Жарко Костич, мотивационен говорник кој во текот на целата оваа сезона ни даде одговори на многу прашања за тоа како да го постигнеме успехот кон кој што целиме секако да имаме поубав живот исполнет со убави моменти. Во позитивна атмосфера, секако низ целата сезона разговаравме со него во овој убав амбиент, така продолжуваме секако и денес како една рекапитулација на се она што беше можеби најинтересно во рамки на сезоната, да се потсетиме во ова последно издание на Откриени тајни. Жарко, добар ден и добре дојдовте во последната Откриени тајни за оваа сезона. Добар ден, Сања, добар ден до нашите стари и нови гледачи. Имавме навистина многу интересни теми кои што ги обработувавме во рамки на претходната сезона и секако тешко беше да се направи изборот кон што ќе се навратиме во рамки на денешната, но во секој случај што и ние да кажеме во оваа емисија, сите останати и понатаму остануваат достапни на социјалните мрежи, па ќе можат нашите гледачи и во текот на летото да се навратат кон емисиите кои можеби нив им беа најинтересни. Денес сакам да поразговараме на дел секако од темите. Зборувавме колку е важно да се биде за да се има. И тука најдовме доста интересни одговори, па можеме ли накратко да се навратиме на ова прашање? Да, се осврнавме на многу работи, различни теми обработивме во оваа сезона на Откриени тајни. Од наредната продолжуваме со истото темпо, но во оваа емисија ќе се осврнеме на некои работи кои што се битни, се значени, ако беше тешко да се извојат некои кои што се побитни од останатите, но во оваа емисија би сакал да разговарам баш за тие три состојби на постоење, тоа е да се биде, да се прави, да се има. Секогаш прво нешто што е најбитно во животот треба да одлучиме што ќе бидеме, која игра во животот ќе одлучиме да ја играме, кој идентитет ќе го преземеме, што сакаме да бидеме, каков човек сакаме да бидеме. Видите, мораме да донесеме одлука, сакаме да бидеме добар менаџер, сакаме да бидеме добар вработен, сакаме да бидеме доктор, сакаме да бидеме архитект, сакаме да бидеме музичар, што и да сакаме да бидеме, треба да одлучиме што е тоа што ќе бидеме во животот, едноставно да не се плашиме да ја донесеме таа битна значајна одлука во нашиот живот, но фактички во животот не сме она што ние велиме дека сме, него сме она што ние го правиме. Поради тоа што фактички правењето е следната акција која што односно следната состојба на постоење, да се биде, се прави, да се има, и имањето е резултат на правењето. Често пати во животот мислиме дека сме нешто, но фактички во животот сме она што го правиме. Нашите акции покажуваат кои сме. Акциите ако се добри, значи дека сме креативни, дека сме добри, дека сме некој кој што сака да помага и сака да крира за другите. Во идентитетот кој што го има одбрано во својата сфера, која што има одбрано во категоријата на идентитет кој што сакал да биде, без разлика дали некој кој што е мотивационен говорник, без разлика дали некој кој што е водител, новинар, без разлика дали некој кој што е камерман, значи секој има улога во животот и она кое што после следи е правењето, но правењето во кога сме стварно добри во тоа што сме го одбрале да бидеме и сме стварно сигурни во тоа што сме имаме знаење стекнато на темата и го имаме совладано, да кажеме, работите кои што го красат и одликуваат тој идентитет, тогаш таа акција е многу лесна. Поради тоа што таа сигурност имаме, тоа владење на тој идентитет, сме се запознале со тој идентитет и акцијата е многу лесна да ја спроведеме. Така да акцијата следи од како стварно ќе направиме сигурност, ќе се стекнеме со огромна количина на знаење во врска со идентитетот кој што сме го одбрале и како резултат на сите тие акции и имањето. Обично луѓето сакаат да имаат работи, но тоа не е најбитно. Најбитно е што е тоа што ќе одлучиме да бидеме, дали ќе имаме сигурност во тој идентитет, дали ќе сме компетентни на таа позиција во тој идентитет кој што го имаме, и ако сме, тогаш едноставно ќе следи многу сигурна акција. Кога имаме сигурна акција без колебање, таа сигурност во таа акција резултира на крај во имање, поради тоа што баш таа сигурност која што имаме во акцијата ни дава контрола врз физичкото универзум и сето тоа на крај резултира со материализирање на она што сакаме да го постигнеме. Погрешно е да прво сакаме да имаме за да бидеме. Кога имаме ситуација во животот која велиме треба да го имам ова за да бидам, тоа веќе значи дека не сме сигурни во идентитетот што го имаме. Колку често имаме луѓе кои што сакаат све да мораат све да дознаат повеќе или да стекнат повеќе знаење за да едноставно преземат одлука
да бидат. Не значи дека не треба да се стекнеме со знаење во идентитетот кој што сакаме да го бидеме. Можеби сакаме да преземеме некое ново работно место и некоја нова улога во животот и секако за тоа ни треба знаење. Тоа ни ја дава таа компетентност, тоа ни ја дава сигурност за да можеме да креираме. Но ако се плашиме да бидеме и ако се плашиме се втурнеме во играта на животот, тогаш ќе си бараме оправдание дека ни треба повеќе знаење, дека ни треба повеќе искуство, дека сакаме да имаме, ако го имаме уште ова, тогаш ќе го направам тоа. Или ако имате некоја фирма каде што имате некои работи кои што имате два типа на луѓе можеби во фирмата. Еден кој што ќе се снајде со тоа што го има веќе и е сигурен и е волен да креира и не му треба нешто ново, едноставно ќе го направи резултатот што го очекувате од него и ќе го материализира тоа што се бара од него. И од друга страна, ако имате човек на кој што му треба повеќе сигурност или кој што му треба можеби повеќе обука и повеќе знаење, и не сака да тргне да го оствари, тоа му треба можеби поголема храброст, секогаш ќе најде оправдание што повеќе треба да го има за да почнат да се реализираат работите. Тоа не значи дека не треба да имаме некои работи за да можеме да креираме нешто, но честопати тоа го наоѓаме како фактор на оправдание дека уште ова да го имам, уште ова ми треба, уште дополнително знаење да стекнам, чекај уште овој курс да го завршам за да почнам, затоа што знаењето и сигурноста се стекнува и со креација и со тргање. Знаењето не е само знаење од книги. Знаењето, тоа е сигурноста од знаењето, ни доаѓа и од самото живење. Едноставно мораме се впуштиме во играта на животот и да учиме од животот. Стекнатото знаење од животот е активно знаење. Имаме пасивно знаење кое што го стекнуваме преку книгите, но активното знаење го стекнуваме преку акцијата, преку грешките што ги правиме, преку поразите што ги добиваме во животот. Од тука добиваме знаење, добиваме нови идеи, добиваме едноставно почнуваме да сваќаме како можеме подобро да го направиме нештото. Така да се комбинираат тие работи. Секако дека треба да имаме знаење, треба да сме компетентни и да настапиме така, но во дадени моменти никогаш тоа не може да биде доволно воколку не сакаме да тргнеме и не треба да бараме оправдание дека ни треба уште нешто, за да бидеме. Едноставно треба да одлучиме дека сме, правиме работи, на крај тоа ќе резултира во имање и секогаш треба да го подобруваме самото тоа. Секогаш треба да биде подобар и посигурен идентитет, да преземеме поголема и покомпетентна акција и на крај она што ќе имаме е поквалитетно и поголемо. Често и во оваа сезона зборувавме колку е важно да бидеме одговорни и да имаме големо знаење. Секогаш кога човекот кога зборевме за гениалци, рековме дека тоа е една од главната карактеристика на гениалците е волноста да знаат. И рековме дека човекот не може да знае воколку има идеја дека веќе све знае. И првата врата, првата препрека за успех, би рекол, е идејата дека се веќе знаеме. Ако имаме идеја дека се веќе знаеме, не можеме да се надоградиме како личност, не можеме да пораснеме, не можеме да се подобриме. Поради тоа што идејата дека се знаеме ни го лимитира успехот до тоа ниво до кое што сме стигнале. Ако не отвориме таа врата на скромноста дека не знаеме се, на љубопитноста, човекот кој што не знае се е љубопитен и тоа е карактеристика на гениалците, за кој што толку многу зборевме оваа сезона. Ете тоа отварање на таа врата кон знаењето, со идејата дека не знаеме се, ни дава потенцијал да приеме ново знаење. И знаењето, повторно ќе кажам, не доаѓа само од книгите, него исто така знаењето е наблюдување. Ете можеме преку гледање, преку наблюдување да стекнеме знаење. Можеме да гледаме и да ги прашуваме луѓето кои што се подобри од нас, покомпетентни, поуспешни. Воопшто не треба да бидеме љубоморни на луѓето кои што се подобри, поуспешни од нас. Напротив, треба да сме среќни дека имаме такви луѓе, затоа што имаме шанса преку љубопитно спрашување, едноставно пратење на нивните дела, акции, разгледување на тоа што тие го прават, да стекнеме поголемо знаење како и ние да се кренеме на тоа ниво на успех. Така да луѓето кои што се околу нас, кои што се поуспешни со од нас, од нив можеме да научиме толку многу работи. Но идејата дека знаеме се е првата препрека која што не спречува да станеме поуспешни. И сега знаењето дефинитивно е поврзано со одговорноста. Поради тоа што пак ајде да се надоврзам на претходното прашање, одговорноста е да се биде. Поради тоа што ако одлучиме да бидеме дел од животот и дел од играта на животот, значи дека ќе имаме и пораз. Многу е полесно да се одлучи да не биде. Нема да бидам. Се ми треба нешто за да бидам. Нема да бидам дел од животот. Знаете, имаме многу наблюдувачи на играта на животот. Рековме дека животот е игра и дека можеме да ја споредиме со игра. Животот е
игри, исто како што играме игра, како што е фудбал, како што е кошарка, како што е било кој спорт, имаме цел, имаме препреки како да стигнеме до целта и мораме да ги надминеме опонентите, препреките, како да стигнеме до самата цел. Но имаме и слободи. Рековме дека во секоја игра имаме слободи што можеме да правиме, имаме и препреки што не можеме да правиме за да стигнеме до целта. Исто и со животот. Ако се плашиме да бидеме дел од животот, секогаш ќе бидеме на страна од животот. Имаме луѓе кои што можеби наоѓаат за се замерки и критика. Но кога не сме дел од животот и кога се плашиме, тогаш стануваме наблюдувачи на игрите, некој друг го игре животот, секако дека тие луѓе кои што играат грешат, но може да се учи од грешки. Одговорноста е да бидеме дел од тој живот, дел од нашиот живот, дел од игрите кои што ние ќе ги одбереме да ги играме, поради тоа што одговорноста значи да се биде, да се заземе идентитет и да се има храброст да се впушти човекот во играта на животот, а тоа бара од него да си постави своја цел. И кога ќе поставиме цел, кога ќе се впуштиме во надминување на препреките, да ја постигнеме целта и да постигнеме на тој начин среќа, тука доаѓа храброста, тука доаѓа ризикот, тука доаѓа можноста да не се успее. Поради тоа што тоа е храброст и тоа е одговорност. Одговорност е да трнеме и да стигнеме некаде. Тоа подразбира дека може да имаме шанса за неуспех. И тука е храброста. Тука треба да се соочиме со самите нас, тука треба да се соочиме со нашите стравови, тука треба да ги победиме стравовите кои што можеби не спречуваат да тргнеме кон целта и стравовите кои што ќе ни кажат дека можеби ќе имаме неуспех во сето тоа. Ако го надминеме тоа, ако ги надминеме тие препреки и ја постигнеме целта и ги победиме тие стравови, тогаш се зајакнуваме, зголемуваме нашата сигурност, самодоверба, едноставно се зајакнуваме како битија. Многу е полесно да одлучиме да не бидеме, поради тоа што кога не сме, не можеме да имаме пораз. Но исто така не можеме да имаме ни среќа, поради тоа што среќата зависи од тоа да ги надминеме препреките да стигнеме до целта. Тоа е на некој начин символично кажано кога да сакаме да се заштитиме од надорешниот свет, од неуспесите и почнуваме да влагаме во едно буре, каде што ништо не може да го пробие од надворешниот свет. Но тогаш сме во едно буре, а убавината на живењето, убавите цвеќиња, убавите бои, убавите мириси, убавите сензации се наоѓаат надвор во животот и живењето, но исто така тука се наоѓаат и поразите, така да храброста и одговорноста е да бидеме. Колку повеќе сме волни да бидеме и да сме дел од животот, така на тој начин го зголемувајме и нашето знаење. Затоа што колку повеќе живееме, со самиот живот стекнуваме искуство, стекнување знаење кој што рековме дека можеме да го искористиме повторно. И на тој начин ја подобруваме контролата, поради тоа што наредниот пат со подобро стекнатото знаење може да имаме подобар начин како да доеме до целта, тоа ни ја дава самата контрола во животот. Така да дефинитивно љубопитноста, знаењето, учењето, ризикот, волноста да се има порив кон целта, имањето на цели, едноставно гледањето на животот како игра, несериозноста на постоењето, кога ќе кажам несериозност, не значи и неодговорност, затоа што луѓето ја мешаат одговорноста и сериозноста. Некогаш кога паѓаме со емоциите, мислиме дека за да е нештото одговорно мора да сме сериозни. Напротив, колку сме по-високо со емоциите, колку сме по-ентузијастични, колку сме порасположени, колку повеќе го гледаме животот како игра, толку сме поодговорни поради тоа што полесно ги надминуваме препреките кои што не спречува да стигнеме до целта. Колку имаме подобри емоции, по-позитивни емоции, толку побрзо и поефективно ќе стигнеме по целта. Како паѓаме надоле со емоциите, како го преземаме бремето и тежината и поразите на животот, толку повеќе стануваме сериозни и толку повеќе стануваме со напори, толку повеќе стануваме материјални. На некој начин стануваме како физичкиот универзум и потешко ни е да стигнеме до целта. Иако мислиме дека сме поодговорни, но одговорноста не е поврзана со сериозноста и несериозноста. Некој човек може да е посериозен и да е одговорен, но од друга страна имаме и несериозни луѓе, ако ќе кажам несериозни не значи неодговорни, туку луѓе кои што се многу високо по скалата на емоции. На многу сериозните луѓе кои што се можеби малку пониско по тонската скала, тие им делуваат неодговорни, но вистински не е така. Така да одговорност е исто така да креираме позитивни емоции, одговорност е да бидеме креативни, одговорност е да бидеме, одговорност е да знаеме, одговорност е да наоѓаме подобри начини како да ги направиме сите тие работи. И за сите оние работи кои што сме одлучиле ние да ги правиме, а не ни се наметнати како цели, како должности, како задолженија, имаме сепак поголема одговорност затоа што она што ние ќе го избереме, тоа на некој начин не прави да немаме оправдание
за да стигнеме до целта. Кога имаме наметнати работи, тогаш многу е лесно да се најдат оправдани или ова вие ми го наметнавте, поради вас го правам ова. Многу е лесно да се има оправдание во играта на животот зашто не се постигнат целите. Многу е битно исто така да донесеме одлука ние самите. Што е нашата игра, што е нашата цел, кој е нашиот пат, поради тоа што тогаш имаме многу поголема желба, елан, волност да стигнеме до целта и нема да бараме оправдание од околината, но не значи од друга страна дека исклучиво мораме да ги правиме работите само кои што ги сакаме, кои што имаме желба да ги направиме, некогаш одговорноста бара од нас да се соочиме со работи кои што не се најпријатни тој ден и мораме да ги соочиме за да стигнеме до целта. Така да, кога ќе тргнеме до патот до целта, имаме работи кои што се убави, имаме работи кои што не се, но соочувањето на препреките ни дава слобода. Соочувањето на работите, на проблемите, решавање на проблемите, не на начин на кој што ќе ги решиме за да имаме бетер проблеми, поголеми проблеми, него како повеќе ги соочуваме проблемите сами по себе почнуваат да се губат. Така да соочувањето исто така е дел од одговорноста. Од самиот почеток на Откриени тајни зборуваме за тонската скала и таа се провлекува низ сите сезони. Така беше и во оваа последната, но би можеле ли сега некако да ги донесеме во корелација тонската скала и потребата личности постојано некогаш да бидат во право? Апсолутно, ајде да ја објасниме повторно тонската скала. Впрочем, тоа е само за оние гледачи кои што сега се вклучуваат во нашата емисија, но ние имаме објаснато скоро секоја емисија зборуваме за тонската скала, тој убав графички приказ на емоциите кои што човекот може да ги има во текот на даден временски период или хронично во текот на животот. Рековме дека имаме жолти, креативни, конструктивни тонови како што се ентузијазам, игра, акција, спокојство. Впрочем, постулат е зборот значи дека имаме некоја цел, нешто сме зацртале кој што сакаме активно да го постигнеме. Зашто целите мораме активно да ги постигнеме. Да можеме да имаме некоја ситуација каде што мислиме дека само ќе посакаме нешто, имаме желба да се деси, ама нема се десат работите ако немаме акција. Мораме да тргнеме да ги оствариме работите. Акцијата толку е убаво високо на тонската скала, особено ако работите ги гледаме како игра, затоа што игра како тон, исто така многу високо по оваа скала на емоции во овие жолти тонови, како паѓаме по тонската скала имаме интерес, прво имаме конзерватизам да кажеме, па после тоа имаме и благ интерес, па после тоа имаме монотонија, досада, тука више настануваат проблемите, кога почнуваме да ни биде досадно во животот, почнуваме да немаме игри, почнуваме да немаме интерес, почнуваме да немаме цели, па после тоа паѓаме во овие црвени тонови, каде што се омрза, лутина, антагонизам, огорченост, неизразена огорченост, болка, па после имаме скриено непријателство, па страв, загриженост, терор, после тоа паѓаме во тага, очај, апатија, бескорисност на некој начин. Видите, тоа се све тонови кои што се пониско и пониско по оваа скала. Рековме дека ова се случува поради тоа што како животот ни носи проблеми, стресови, трауми, физички и духовни загуби, на некој начин порази, удари од животот, без разлика дали се тоа можеби операции, можеби сообраќајки, можеби едноставно сме се удриле и сме имале некаква повреда која што е потешка, која што ни предизвикала некоја безсознание или станува збор за некоја сериозна духовна загуба, пораз, разочарување и така натаму. Тоа се насобере и краде дел од нас и таа негативна енергија фактички која што се таложи во нашата подсвест не спушта хронично по скалата на емоции и стануваме посериозни, стануваме потажни, стануваме на некој начин повеќе поврзани со физичкиот универзум, почнуваме да мислиме дека физичкиот универзум е тој кој што е најбитниот, почнуваме да ги губиме нашите идеи, нашите цели, нашите визии, нашите соништа, како паѓаме по оваа скала на емоции. Напротив, кога сме високо по скалата на емоции, имаме наш универзум, имаме наши идеи, имаме наша креативност, имаме нешто кое што сакаме да го постигнеме и затоа сме над физичкиот универзум и го контролираме, баш поради тоа што го контролираме тој наш универзум, знаеме што сакаме и така натаму. Сега, како паѓаме по скалата на емоции, мораме да бидеме во право. Видите, обстанокот на човекот зависи од тоа да е во право. Но што значи да сме во право? Како паѓаме по скалата на емоции, на некој начин почнуваме да се сепарираме од остатокот од животот. А животот не сме само ние. Ако станеме само ние, дел од животот, ќе имаме многу проблеми, поради тоа што почнуваме да се содруваме и да се спротивставуваме со другите луѓе околу нас. Колку сте виделе како луѓето паѓаат по оваа скала на емоции, почнуваат да мислат многу повеќе за себе си, мора тие
да го држат својот став дека тој став нивен е најисправен кој што може да постои. И стануваат многу цврсти дека тоа е најисправното нешто и нема никакво друго гледиште и точка на гледиште која што е исправна. И тука настануваат проблемите, затоа што начинот како да ги разрешиме проблемите е да можеме, и тоа е одговорноста, Сања, да видиме и нешто кое што и другиот ни го кажува. Дали можеме да бидеме тој друг човек? Дали можеме да го профатиме неговата точка на гледиште? Ете, тоа е друга реалност. Тој човек гледа врз нештата на друг начин од начинот на кој што ние гледаме. Тоа е големината на еден човек. Колку можеме да го видиме гледиштето на другиот човек. Колку можеме да имаме афинитет, колку можеме да имаме толеранција за таа друга точка на гледиште, без притоа да мислиме дека таа различност и таа друга точка на гледиште, начинот на кој што тој човек ги гледа работите дека не е исто нашиот и колку едноставно треба да сватиме дека тоа не влијае врз нас. Тоа не го загрозува нашиот опстанок и ние не мораме да се бориме против тоа. Но високо на скалата на емоција, баш поради тоа што имаме огромен простор, баш поради тоа што можеме да толерираме други луѓе, да прифаќаме различности, имаме многу добра хармонија со луѓето околу нас. Имаме наша цел, но при тоа не ги спречуваме другите луѓе да се постигнат нивната цел, поради тоа што ја прифаќаме нивната цел. Не мораме да инсистираме на нашето и само нашето, а без при тоа да им дадеме шанса и на другите луѓе да го постигнат нивното. Високо на тонската скала сме тука за другите луѓе. Сме заинтересирани за нив, сме заинтересирани за нашите цели, но исто така и како другите да им помогнеме или да дојдат кон нашата цел, или да им помогнеме на нив да ја постигнат нивната цел, поради тоа што ја разбираме и поради тоа што ја прифаќаме. Високо на тонската скала баш е прифаќање на различностите и поради тоа имаме разбирање со тие луѓе. Како паѓаме по скалата на емоции, се збораме за себе и за другите луѓе исто е. Како се наоѓаме ниско по скалата на емоции, почнуваме да го зацврстуваме нашиот став и почнуваме да имаме идеја дека јас сум управо, ти си укриво и дека тоа е единствениот начин и тоа е најисправното решение поради тоа што јас го мислам и гледаме така. И нема друг начин. Тогаш имаме проблеми со околината. Тогаш и околината има проблеми со нас. Баш поради тоа што го зацврстуваме тој став, а тоа е поради тоа што како паѓаме надоле по тонската скала, не станува идеја дека мора јас да сум управо. Дури и кога знам дека не сум управо, инсистирам на тоа дека сум управо. Тоа е чуден импулс кој што ни го дава некојаш потсвест и кој што не прави на некој начин да се однесуваме така. Дури немаме контрола врз самото тоа. Инсистираме дека мораме да сме во право, ама тоа го правиме на начин на кој што на другиот ќе му покажеме дека тој не е во право и дека тој е во криво. И сакаме другите да се сменат на начин на кој што ние сакаме тие да се сменат. Но тоа не е убав начин да им помогнете да ги контролирате луѓето, тоа е негативна контрола. Убава и пријатна контрола кон другите луѓе, кон околината, кога сме високо по тонската скала, им дозволуваме да бидат тоа што сакаат и укажувајќи им на убав, пријатен, позитивен начин, им даваме шанси самите тие да видат дека не се управо и дека тие се во грешка. И тука е вистинската исправност. Дали јас можам да ја надминам својата идеја дека ја морам да бидам управо, затоа што можеби и не сум? Дали можам да прифатам дека не сум управо? И прифаќајќи го тоа дека не сум управо, не мислам дека кој знае што ќе се деси. Знаете, поради тоа што немам важност на мене. Не е битно ја да сум управо. Битно е работите да се исправни. И тука е разликата. Дали сум ја во право или работите се исправни? Многу е подобро работите да се исправни, а тоа значи дека сме сите во право и дека сите обстануваме, и имаме хармонија и љубов, толеранција и живот. И тоа е исправноста. А тоа може би значи дека јас сум волен да се осврнам кон себе и да видам дека не сум управо. Тогаш имаме контрола. Тогаш имаме контрола поради тоа што ние можеме да си го смениме начинот на нашето однесување, именувајќи го начинот на нашето однесување, тогаш можеме да имаме контрола врз ситуацијата поради тоа што ако се смениме ние, тогаш ќе се сменат и околностите. Како паѓаме по тонската скала, инсистираме дека само ние сме во право и другите не се во право, губиме контрола. Поради тоа што единствениот начин како можеме да ги подобриме и смениме работите, ако видиме има ли нешто кое што можеби ја го правам, кое што ја можам да го сменам, а со тоа значи дека да го исконтролирам врз мене, затоа што ја имам контрола врз мене, и ако го сменам тоа кај мене, ќе се сменат и околностите. За жал, паѓајќи по тонската скала, го имаме тој импулс дека ние сме во право, поради тоа што мислиме дека од тоа не зависи опстанокот. И ако кажеме дека грешиме, мислиме дека не опстануваме, но не е точно. Баш напротив. Ако имаме големина како битие
И тоа е карактеристика на големи битија. Да видат и да има доволно простор, можеби некојаш да се извинат и да кажат вистински дека сгрешиле и со самото тоа стануваат исправни, а не мора да се поправат. Секако остануваме на уште едно прашање поврзано со тонската скала, а тоа е нејзиното влијание врз убавиот живот, креирањето на убав живот и зошто всушност на одредени личности на тонската скала им е многу полесно и без напор создавањето на убав живот. Точно е, колку сме повисоко по тонската скала, полесно ги правиме работите. Колку со полеснотија ги правиме работите, побрзо ги имаме работите во физичкото универзум. Видите колку е убаво кога некој работи со песна, со ентузијазам, со забава. Не ни мислиме дека работиме, а колку работи сработуваме. Но кога паѓаат луѓето по тонската скала ниско, единствениот начин како да се сработи нешто е со многу напор. Тоа не значи дека горните тонови, високите, жолтите тонови не вложуваат напор, но него ни гледа дека е напор. Кога сме високо, кога правиме нешто со љубов, со ентузијазам, со елан, напорот не заморува, не ни мислиме дека е напор, мислиме дека е игра. Животот е игра. Но паѓајќи ниско по тонската скала, почнува да се внесува сериозност, почнува да се внесуваат закани, почнува да се внесуваат различни работи кои што прават тежина, кои што не го прават животот да е едноставно ноншалантен, убав и несериозен. И знам дека како паѓаме по тонската скала, поради самите емоции, животот и не изгледа дека е игра. Ако е некој лут или ако е некој тажен, ако е некој во апатија, воопшто не изгледа дека животот е игра и дека животот е лесен. Баш поради тоа што зборевме дека емоцијата ни ја налага реалноста. Она што треба да сватиме за тонската скала е дека емоцијата налага реалноста. За високо, оние кои што се по тонската скала, реалноста е дека животот е убав, дека едноставно имаме акција и многу брзо можеме да ги материализираме и да ги реализираме работите. Како паѓаме по тонската скала, некојаш имате став, животот е тежок, животот е сериозен, животот не е игра. Ти мора многу труд да вложиш и напор и ќе видиш колку треба се мачиш и мачење станува животот. Но не значи дека во животот не треба да вложиме труд и напор, но можеме да го правиме на лесен начин. Затоа што високо, пак ќе кажам, ние ставаме многу напор и акција, но не делува дека е напор и акција. Како паѓаме по тонската скала, станува животот тежок и мислиме дека све можеме да добиеме само на тежок начин. Но тоа е поради самата емоција, поради самиот тон. И ова не значи дека не треба да се вложуваме и да бидеме трудолюбиви и да работиме. Воопшто не го кажувам тоа. Напротив, што повеќе труд, акција вложуваме, тоа повеќе успех ќе имаме, но не мораме да го правиме со премногу сериозен и тежок тон. Тоа е тоа што сакам да го кажам, дека животот станува сериозен како паѓаме по тонската скала, баш поради работите кои што ни се имаат случајно во животот. Тоа е факт, тоа е кај мене, тоа е кај тебе, тоа е кај сите луѓе се однесува на тој начин. Но воколку го смениме концептот, во која смениме точката на гледише, ставот кон животот е тој кој што ги именува сите тие работи. Можеме ли да гледаме повторно животот како нешто кое што е забавно? Можеме ли да станеме креативни повторно? Можеме ли да забавнеме со магичната рака и да почнеме да креираме магија околу нас и да бидеме креативни за другите и за околината? Мислам дека тоа е тоа кое што го прави животот позабавен, кое што го прави животот квалитетен и она што го кажа навистина да бидеме уметници во животот и живењето. Но има начин како можеме, рековме, на луѓето кои што се пониско по тонската скала, да им помогнеме да се кренат повисоко по скалата на емоции, како ги креваме и подобруваме емоциите и животот и реалноста се менува и животот навистина станува поубав и поинтересен. Направивме куса пауза и секако продолжуваме со уште некои одговори кои што беа барани од наша страна во рамки на претходната сезона. И секако доктор Жарко Костич, мотивационен говорник и понатаму заедно со нас. Жарко, во рамки на претходната сезона зборувавме за тоа колку е важно и значајно да се има добри манири и колку всушност добрите манири се поврзани со опстанокот на личноста. Добрите манири се основа на успехот. Рековме дека добрите манири се првата алатка на PR технологијата или на односите со јавноста, затоа што добрите манири не представуваат нас, се наша промоција, начинот на кој што ние се презентираме. Секој човек кој што има добри манири е прифатен и сакаме да бидеме со тој човек и сакаме да му помогнеме
на тој човек. Така да добрите манири се во основа на успехот кај секој човек, а рековме дека тие се сведуваат на неколку нешта. Првото нешто е да им се дава важност на другите луѓе. Гледате, кога им даваме важност на луѓето, значи ги гледаме дека постојат. Значи дека сме им го запамтили името, значи дека сме им кажале добро утро, значи дека сме едноставно во комуникација со нив и даваме внимание кога ги слушаме. Колку е убаво кога некој ве слуша кога збори, да знае дека ти дава внимание. Тоа значи дека ти дава важност. Колку повеќе им даваме важност на луѓето, толку повеќе луѓето се чувствуваат добро. Но од друга страна, колку повеќе сакаме ние да сме важни, толку повеќе стануваме сериозни. На некој начин и го губиме квалитетот на животот. Ако ќе кажам ние да сме важни, значи дека целото внимание мора да е на мене. Ете, кога целото внимание мора да е мене, јас сакам внимание од другите луѓе кон мене и почнувам со моето внимание се затварам кон себе. И тоа ме прави сериозен. Зашто јас морам да сум важен. Сега јас сум тој и тој и сега сите треба да ме гледате како важен. Јас сум најважниот човек што постои. Тогаш почнувам јас да имам проблеми. Колку повеќе им давам важност на другите луѓе, го тргам вниманието од мене и го тргам кон околината. Тоа ме прави по скалата на емоции повисоко, затоа што ако видиме луѓето кои што се на жолти тонови се со вниманието надвор. Се тука за другите луѓе. Видите, вистински големите луѓе, зборевме за гениалците, се тука за другите луѓе. Ги прават работите за нив. Тука се за да им служат и да им помогнат на другите луѓе и да им направат и на нив да се чувствуваат добро. Тоа не значи дека ја треба да се само понижувам и да се само инвалидизирам воопшто. Но од друга страна не треба да мислам дека јас сум најважниот. Океј е да сум ја најважниот човек на светот, се додека и другите се исто толку важни колку што сум ја. Ами идејата дека јас сум над другите луѓе, јас сум поважен од сите други луѓе, не носи во сферата на арогантноста, во сферата на тоа дека почнуваме се затвараме и почнуваме да стануваме многу посериозни. И пак ќе кажам, не значи дека не треба се грижиме за нас, и не треба да вложуваме за нас, и не треба да одвојуваме време, средства и кои да е да се подобриме, што и да е за да се подобриме да бидеме подобри. Но колку повеќе сме тука за другите луѓе и колку повеќе им даваме важности на нив, толку повеќе луѓето ќе ни вратат и толку повеќе луѓето ќе не сакат и толку повеќе луѓето ќе не прифатат. Тоа е една од главните карактеристики на добрите манири. Зборевме за комуникацијата. Комуникацијата значи да слушаш и да збориш. Значи мораме да имаме две работи во комуникацијата. Ако некој не праша, секако дека треба да одговориме и да бидеме со вниманието на него. Колку пати сме имали ситуација кога некој не збори, воопшто не е заинтересиран за нас, не се добри манири. Вниманието на нас е дел од вниманието на другиот човек е дел од комуникацијата која што е успешна и добра. Значи имаме два тека во комуникацијата. Треба да дадеме внимание кога збориме, но исто така треба да дадеме внимание кога слушаме. Така да тоа е исто така дел од добрите манири и успешната и добрата комуникација. Често пати ќе имаме ситуација каде што на некој човек му кажуваме нешто и тој гледаш дека воопшто не е заинтересиран за тебе, тука е заинтересиран само за тоа што сака он да ти го каже тебе. Тоа не се добри манири. И секако почитување на обичаите кои што дадена област ги има. Ако се наоѓаме во некоја друга област која што има различни обичаи од нашите, добри манири се да ги почитуваме нивните обичаи. И секако можеме да видиме дека ако сме дел од живењето, добрите манири се сведуваат не само на големи нешта, се сведуваат на мали нешта, но на вистина давање на внимание, давање на почит на другите луѓе, прифаќање на нивното постоење, прифаќање на различностите, можеби кои што тие ги имаат од нас, едноставно почитување на тоа што се тие, почитување на нивната точка на гледиште и еден куп многу други работи кои што можеме да ги заклучиме од целото наше постоење, што е тоа што ни дава хармонија, што е тоа што ни дава прифаќање, што е тоа што на другите им убаво да бидат со нас. Сето тоа ако го разложиме, ако го анализираме, ако го сватиме, ќе видиме дека станува збор за на некој начин добри манири и треба да ги практикуваме. Зборувавме за животот како игра, за важноста на слободите и целите кои што ги имаат луѓето. Да, рековме дека животот е игра, дека имаме цел, дека секојаш имаме препреки кон остварување на целта, дека имаме слобода, а слободата е тука во форма на време, во форма на способности, што е тоа што можеме да го научиме, колку времето го користиме да стекнеме знаење, искуство, да станеме компетентни за да ги надминеме тие препреки.
Затоа што целта е таа која што ќе не направи среќни, не слободата. Слободата е тука за да ја постигнеме целта. Секако дека треба да сме слободни. Слободата е дел од играта. Ако имаме само слобода, немаме препреки, не сме среќни. Ако имаме само препреки, а немаме слобода како да ги надминеме препреките, пак не сме среќни затоа што немаме игра. Мора да имаме слобода, мора да имаме исто така препреки. Треба да ги надминуваме препреките за да стигнеме до целта, поради тоа што тоа е тоа кој што ни дава убавина и радост и го прави животот како игра. И секако дека оваа сезона доста период посветивме на 24 карактеристики кои што Алфред Бариус ги издвоил како карактеристики кои што ги поседуваат генијалците. Ние се навративме неколку пати на нив затоа што се навистина од големо значење за сите нас да ги пронајдеме во себе си и да ги развиеме. Секако голем број на карактеристики, но една со сигурност ја поседуваат сите генијалци, а тоа е храброста да се ризикува. Точно. И волноста да излеземе надвор од нашата зона на удобност, волноста да бидеме дел од животот, волноста да можеби победиме, можеби да изгубиме, исто така е дел од ова што го кажав и претходно, дел од играта на животот, но волноста и рековме дека можеби е најголем ризик да не се ризикува, затоа што ништо не останува исто. Мораме да бидеме подобри. Затоа што во животот имаме моменти кога ќе постигнеме целите и се чувствуваме задоволни со тоа. И тогаш почнуваме да стагнираме. Можеме да бидеме задоволни еден краток временски период и да уживаме во победата. Но моментот кога прекинуваме тука и стануваме задоволни со се, тогаш животот почнува да зема можеби надолна насока, поради тоа што реков дека ништо во универзум не останува исто. Оваа маса почнува да се троши. И ако не го гледаме тоа, мораме да одиме напред. Мораме да бараме од нас повеќе. Треба да поставуваме нови цели. Кога ќе ни заврши една игра, мораме да поставиме веднаш нови цели. Поставување на целта и идење кон целта е самото по себе преземање на ризик, поради тоа што имаме шанса да не успееме. Но она што сакам да го нагласам е дека човекот не може вистински да биде ако сака само да победува. И ако цело време се плаши од пораз. Човекот мора да биде волен да соочи и победа и пораз, и добро и лошо, затоа што во универзум секојаш има две нешта, секојаш има екстрема. Има топло, лано, црно, бело, добро, лошо. Секој пораз, победа. Значи имаме две екстреми. Мораме да бидеме волни да ги соочиме и двете и да ги искусиме и двете, затоа што ако сакаме само победа, не ќе да искусиме пораз, тогаш дефинитивно нема да излеземе од нашата зона на удобност и нема да имаме волност да ризикуваме, со тоа нема да имаме волност да бидеме, со тоа нема да бидеме одговорни, со тоа нема да бидеме дел од играта на животот, со тоа ќе бидеме само наблюдувачи на животот, со тоа нема да бидеме причина, а сето баш спротивно е тоа кое што ни дава убавината на животот, да бидеме одговорни, да бидеме волни да ризикуваме, да сакам да излеземе од нашата зона на удобност, да идеме и да имаме храброст да ги постигнеме целите, затоа што тука е убавината на живењето, тука стануваме уметник на живењето, поради тоа што сме волни да искусиме и победа и пораз, и тогаш се случува навистина успехот. Поради тоа што можеби еднаш нема да успееме, но ќе научиме од тој пораз, но ако имаме храброст повторно да бидеме и влеземе во ризикот на животот, навистина имаме шанса да успееме. Жарко, јас ви благодарам што оваа сезона на Откриени тајни ја направивте да биде навистина позитивна, да го задржиме постојано вниманието на гледачите и да ги тераме во што поголем број да не следат и да бидат наши редовни гледачи, доколку сакаат и понатаму секако да бидат со Откриени тајни. Тоа може во текот на летниот период да го сторат на социјалните мрежи, вашиот YouTube канал и секако вашата Facebook страна, каде и понатаму сте расположен за комуникација со љубителите на Откриени тајни. Ви благодарам за сето она што оваа сезона го направивте за оваа емисија. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи и повторно ќе кажам дека за било кои прашања дополнителни можете слободно да стапите во комуникација со мене преку социјалните мрежи. Имајте убав ден. И секако, драги гледачи, и вам ви благодарам за вниманието со кое што ја следевте целата оваа сезона на Откриени тајни. Ви посакуваме пријатен летен одмор, секако уживајте и понатаму со програмата на телевизија 24 и имајте убави годишни одмори.